Бум! Добре дојдовте во ново видео. Поопасно видео од претходно. Во ово видео ви имам спремено многу гурмански ситуации, многу вкусни ситуации, многу меки ситуации. Прво да почне видеото, правиме еден опасен unboxing. Бум! Бум! Ајпадиве се од Тонко и од Ана, зашто се два, затоа што се близнаци, мора да имаат све исто. Мора да им ги отворам јас, да им ги unboxнам, затоа што треба да им ги носам преку авион. Така да не фачаат многу место со кутиите. Одиме да ги unboxнеме. Инаку, ја не сум некој фан на Apple, ама исто така сум open-minded, така да оставам уште да ме изненади Apple за да се префрлам. Иначе Samsung forever. Упс, не се плаши Тонко. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the 9. Уин. Ова изгледа fingerprint, сам не знам, ама може да видиме што иде друго. Патства и некои небитни работи. И кабелче обично. Валјдајце, да, респект за iPhone што се префрли на цел. Тоа е тоа. Нема адаптер, нема никои други додатоци. Ама вака е на прва гледка изгледа добро. Одиме да го отвориме другиот, мислам исте. Ама сепак направиме unboxing. Морам да ги запалам, да видам дали е се окей со екранот, со остали стварчиња. Вау! Hello! Вие останете во влогот. Кажуваме. Идејата на ово видео е да ви представам како изгледа еден сосема совршен идеален ден во гостива. Што е специјалното за ово видео? Во ово видео имаме две VIP гостувања. И за да ги спочитуваме тие VIP гостувања, мора прво да ги презентираме. Ова е мојот омилен татко. Борчек е народот познат како Боро, а за нас поблиските Боси. И ова е мојата најомилена мајка Александра, кај народот позната како Аци, а за мене е Мамита. Првата локација е доручек локација, ама не спойламе ништо, одиме директно на локацијата. На препорака од Велибор Веци одиме на бурек во Радик. Многу луѓе ми имаат препорачено, никогаш не јадено тука бурек, не знам зошто. Ама сега одиме да тестираме дали Веци е во право. Ова е тука бурек жилницата. И е наспроти автобуската станица. Така да, ајде да видиме. Што викаш, има прича или не? Треба пробаме прво, а? Бурек. Не знам, сам да речем. Мамита да испочитуваме. Нарачавме и со месо и со сирење. Така да чекам. Респект за тоа што е тазе. Ланс, ајран, сите комбинации ги имаме бителски. Значи, вистински тест. Мамита има со сирење, Боси има со месо. Боси, тест, ајде. Ајде, побрзо. Викаш? Поздрав до Веци. Поздрав до Веци. Добар? Да, и тазе. Тазе, тоа се гледа. Може да тестирам. Респект за бурекот. Многу почитувам буреци што не се многу мрсни, што се убаво сготвени. Има доволно смеса и не е презачинета смесата. Така да од мене бурекот има 8 од 10. Не е добар бурек што сум го пробал, ама е многу солиден. Боси, колку му даваш на бурекот? Од 10. 10, али слабо месо. Ледно на репертоар пред да
го имаме. Другото гурманско искуство е да го испереме нашиот најубав автомобил. Така да чекаме тука ред. Уште нема ни една кабина слободна. И после го переме од надвор. И од нанатре имаме земено некои средства да му правиме еден опасен детейлинг. Како нова. Респект. Одиме да ја сушиме. Внатре ни е лом. Сега ја паркиравме да ја исчистиме убаво. Прво и основно овие може да одат. Тука имаме некое средство што е за сите површини, као универзално за внатре. И тука имаме конзерва мирис. Само единствен мирис што трае месец дена е тој во конзерва. И ова е најдобар. Black Crystal Around. Значи само конзерва. Џабе купувате миривчиња што се бесат. Исто така има едни конзерви што се надат со сонџерчиња. Че земете гел. Мора да пишува гел на конзерва. Така да пробајте и да ми кажете. Земате стара крпа. Одма се гледа разликата тука. Паша, шо викаш, добро сме испреле? Добро, што? Како е да не чини? Што чекаш за публиката? Че се гледаш ти на YouTube? Ако не, И за финале требало да го наместиме. Препорачливо е да седи покрај вратата, затоа што нонстоп се отвара вратата и влегува воздух и го шири мирисот низ цела кола. Боси, добро ти е исправ колата? 10 10 до 10. Сега што следува? Ќе частиш кафе? Да. Ајде да видиме. Не знам дали е до мене, ама колата секогаш ми вози пубаво
кога има гориво и кога добро испрано. Што мислите вие, дали е вистина или не? Респект за Боси, не донесе на кафе во M-House, да и пие еспресо, вика дека е лудило многу јако. Мамита исто така пие еспресо. Респект за Или, искрено. И ја имам некое портокалово сокче, предобро. Така да win за M-House, не е спонзорирано, ама искрено. Motherfucking M-House rules. А сега, дами и господа, одиме на следната кулинарика. Тука имаме шопска салата, лута motherfucking пиперка. И имаме гостиварски чевапчиња, лепиње. Така да време е да се демолира храната. И секако џабе би се викало видеото идеален ден во Гостивар, ако не го завршиме со вршена баклава од motherfucking рекорд. Видите како изгледаат. Адиме внатре да ги пробаме. Тоа е тоа од идеалниот ден во Гостивар. Напишете што ви се допадна, напишете што имаме пропуштено, за да направиме парт 2 и вие го гледавте мето, ставете лайк и коментирајте и ставете subscribe и се гледаме во некој наредно видео. Чао!